Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Како ќе се прочистува судството? Објавуваме делови од методологијата. На проверка одат мноштво судски предмети, тековни и веќе пресудени. Една година по номинацијата за воен представник во НАТО, полковник Зоран Секуловски не е заминат за Брисел. Постои очигледно неки проблем sa Makedonijom jer vojni predstavnik u NATO još uvijek nije dobio taj clearance. Има 17 години. Основното образование го заокружил во Битолскиот завод за рехабилитација и од тогаш се приклучил на татковата професија. И јас сум млад, сакам да се дружам со моите другари, да учам школа, да имам мој џепараз, да си имам моја девојка, али меѓутоа, значи немам и затоа морам со татко ми, со мајка ми да работам по канти, по континери. Млади на маргините на општеството. Но уредот не е единствената пречка до образование. И квалитетот на интернетот е всушност ADSL линија која не покрива баш за да може да се реализира со 4 паралелки одеднаш или да работат повеќе наставници во истовремено. Се слушаме? Ова беше најава за темите за вечерва, детално по рекламите. Ве поканувам да не гледате. Како ќе се прочистува македонското правосудство, официјално треба да се знае во следните ден-два. 360 степени дојде до дел од документите што ја дефинираат правната рамка за проверка на судиите и председателите на судовите. Според така наречениот интерен план за следење и оценување на работата на судовите, документ на Судскиот совет, прилично широко е дефиниран опфатот на предметите што ќе се проверуваат, и тоа тековни, но и веќе архивирани. Повеќе од Александар Димитриевски. Советот за реформи во правосудството денеска ја потврди така наречената методологија за филтрација на правосудството. Според Министерството за правда, станува збор за патоказ за тоа на кој начин следната година ќе се направи проверка на работата на судството. Технички не станува збор за еден, туку за неколку документи. Два од нив произлегуваат директно од Законот за судски совет од 2019 година и се однесуваат на квалитативно оценување на работата на судиите и на председателите на судовите. Според увидот што го имаше 360 степени, најинтересен е документот наречен интерен план за следење на работата на судовите, судиите и председателите на судовите за периодот 1 јануари 31 декември 2021 година. Тоа е главна алатка за најавеното филтрирање и проверката на работата на судиите и судовите. Тоа е плод на повеќе месечна работа и ангажман на Судскиот совет, на експерти, но и секако придонес на владата. Она што нам ни е битно како влада е дека Судскиот совет го заврши својот дел од работата, ги формулираше согласно законот и согласно прописите овие инструменти. Останува да биде донесена наскоро во текот на месец јануари уште една методологија, тоа е методологија за сложеност на предметите, која што ќе ја комплетира оваа слика и практично во една определена временска рамка за наредната година, од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година, има план како да се проверува работата на судовите во државата. Но, само од достапните документи не може лесно да се извлече дефинитивен заклучок. Како ќе се филтрира судството? Еве и зошто. Според важечките законски решенија, еден судија може да биде разрешен по две основи. Поради сторена потешка дисциплинска повреда, поради нестручно и несовесно вршење на функцијата. Под потешка дисциплинска повреда се подразбираат 4 основи: повреда на јавниот ред и мир, мешање во работа на друг судија, одбивање да се поднесе изјава за имотна состојба и прекршување на правилата за изземање. Под нестручно и несовесно работење, односно вршење на функцијата, има 7 основи, меѓу кои правосилна затворска казна од најмалку 6 месеци, одолговлекување на постапка, крупна професионална грешка и во случајот најинтересното, ако во 2 последователни оценувања судијата добие негативна оценка. Сите овие механизми за разрешување судии досега му беа на располагање на Судскиот совет. Разликата е што сега со методологиите се прецизира квалитативното оценување на работата на судиите и на председателите на судовите.
но според актуелните закони, судиите редовно се оценуваат еднаш на 4 години, што сугерира дека не може да се очекува брзо филтрирање. Но тука стапува на сцена новиот документ на Судскиот совет наречен интерен план за следење на работата на судовите, судиите и председателите на судовите за периодот 1 јануари 31 декември 2021 година. Планот предвидува повеќе приоритети и активности за период од една година. Меѓу активностите е и формирање тричлени комисии за следење на работата на судиите и председателите на судовите. Овие тричлени комисии нема да бидат составени од суди од повисоките судови, како што е случај при редовното оценување, туку од членови на Судскиот совет. Овие тројки, меѓу другото, ќе остваруваат работни посети, ќе вршат увид во предмети, ќе изготвуваат извештаи, но и ќе поднесуваат барања за утврдување одговорност за судија или за председател на суд. Во функција на целите, пишува во интерниот план на Судскиот совет, ќе се изврши проверка на судски предмети. Во опсегот на предмети кои се квалификуваат за проверка се споменуваат предмети за кои се поднесени представки од граѓани, предмети кои застареле или се пред застарување, предмети за кои постојат сомнежи дека не е постапувано согласно со законите, предмети кои предизвикале интерес кај јавноста, сите предмети по кои постапувало оделението за организиран криминал во Скопскиот кривичен суд, предмети со посебни истражни мерки, предмети за кои е пропишана доживотна казна затвор и други. Проверката на предметите ќе се изврши без оглед на стадиумот во кој се наоѓаат, тековни и архивирани предмети. Дали ова значи дека и илјадници судски предмети наскоро ќе се најдат под мониторинг и по кој критериум ќе се бира кој предмет, а со тоа и кој судија ќе биде под лупа, во моментов е нејасно. Неофицијално, тоа ќе го објасни председателот на Судскиот совет Киро Здравев на пресконференција во следните денови. Остануваме на тема прочистување, овој пат преку безбедносните критериуми на НАТО. Мноштво наши политички функционери, воени и полициски старешини, припадници на тајните служби, треба да добијат безбедносен сертификат од НАТО за да имаат пристап до чувствителни информации од интерес за Алијансата. А за да се случи тоа, треба да поминат низ ригорозна проверка, прво дома, а потоа и во соодветната служба на НАТО. Нема официјална потврда дека токму тоа е причината што полковник Зоран Секуловски, иако беше промовиран во нов воен представник на земјава во НАТО уште минатиот декември, во меѓувреме не е заминат за Брисел. Владимир Мирчевски за процесот за кој неодамна отворено проговори председателот на државата. Годишното обраќање на шефот на државата во собранието ја наметна дилемата за тоа кој ќе остане без пристап до доверливите информации и документи на НАТО. Тоа е многу комплексен и ригорозен процес кој е во тек и кој во случаите на претходните приеми на држави во НАТО во просек дистанцирал од доверливите информации од 10 до 15% од високите воени, полициски и политички лица. Овој прашалник на 8 страници што го пополнуваат кандидатите за безбедносен сертификат од НАТО е само почеток на нивната детална проверка, прво на национално, а потоа и на ниво на Алијансата. Postoji očigledno neki problem sa Makedonijom jer vojni predstavnik u NATO još uvijek nije dobio taj clearance. За полковник Зоран Секуловски, кон крајот на минатата година беше објавено дека ќе биде воен представник на Северна Македонија во НАТО, но до денес тој не е заминат за Брисел. Ќе го поминат ли и генералите, но и функционерите ригорозниот НАТО ветинг. Во март, поречиси 30 години од почетокот на процесот на пристапување, земјава влезе во НАТО. Полноправното членство во најмоćниот воено-политички сојуз носи привилегии, но и обврски. Во однос на привилегиите, покрај колективната заштита, например тука е и пристапот до безбедносни информации кои ги имаат и Вашингтон, и Берлин, и Лондон, и Париз, и Рим, и Брисел. Во делот на обврските, кои се во државата треба, може и ќе има пристап до тие класифицирани информации. Во оваа прилика сакам да укажам на еден аспект кој досега не е дебатиран во јавноста, една обврска која е исклучително значајна и која представува де факто наш прв ветинг на највисоките политички, безбедносни, одбранбени
и разузнавачки ешелони на власта. Во еден дел од новата зграда на седиштето на Алијансата во Брисел се наоѓа Канцеларијата за безбедност на НАТО, или скратено НОС, оддел за чија работа не се зборува многу јавно. Но за неговото значење говори фактот дека функционерот што го раководи од позиција на директор истовремено е и заменик помошник генерален секретар на НАТО задолжен за безбедност. Главна задача на НОС е безбедноста на Алијансата од сите аспекти, вклучувајќи и контраразузнавање. НОС е куче трагач кој бара можни закани за Сојузот, пременира протекување информации и спречува безбедносни упади во сложениот НАТО систем на управување и носење одлуки. Во моментов со него раководи Доналд Гоневил, американец со децениско искуство во Алијансата, во Стейт департментот, во Маринскиот корпус. Води тим од 190 луѓе под чија надлежност е и Северна Македонија, најновата членка на НАТО. Оваа канцеларија според информациите на 360 степени извесен период веќе работи на безбедносни проверки на сите лица во земјава кои би имале пристап до доверливите податоци на Алијансата. Таа всушност го врши ветингот за кој во годишното обраќање во собранието зборуваше председателот и врховен командант на армијата Стево Пендаровски. До сега, за сите функционери кои имаа контакт со класифицирани информации, беше потребен така наречен национален сертификат за пристап до нив. Но од март оваа година е неопходен НАТО сертификат за пристап до класифицирани информации, што значи дека освен нас и сите земји членки на Алијансата мораат да потврдат дека конкретниот функционер е чист по две основи. Прво, контакти со држави, ентитети и поединци кои го третираат НАТО како свој опонент. Второ, инволвираност во случаи на висока корупција, каде што постои можност да бидат злоупотребени од малигни држави, поединци и ентитети. Шефот на државата се повика на искуството од други земји. Тој е многу комплексен и ригорозен процес кој е во тек и кој во случаите на претходните приеми на држави во НАТО во просек дистанцирал од доверливите информации од 10 до 15% од високите воени, полициски и политички лица. Првата фаза од тој процес кај нас веќе привршува. Јас се надевам дека на неговиот крај ние ќе излеземе со многу помал процент на одбиени функционери. Овој дел од настапот на Пендаровски не привлече многу внимание во јавноста, можеби затоа што ова прашање, иако чувствително, се уште не е медиумски експлоатирано. Потрагата на процентот на неприфатливи за НАТО за кој зборуваше шефот на државата, 360 степени се обиде да провери какви се искуствата на земјите кои пред Македонија станаа членки на Алијансата. Например, Црна Гора, која од 2017 е 29-та членка. Mi, koliko ja znam, nismo imali ni jedan takav slučaj. Dakle, sve ono što smo poslali, to je i ostalo gore, te provjere su prošle. Mi nismo, dakle, dozvolili da dođemo jednostavno u situaciju da šaljemo nekoga ko bi bio vraćen radi tih provjera. Znali smo u startu jednostavno, ovdje smo znali, naša Agencija za nacionalnu bezbjednost koja se bavi tim stvarima nije dozvolila jednostavno da pošaljemo bilo koga ko ne bi prošao taj vetting samog NATO-a i zato nismo dolazili jednostavno u te situacije. Сепак, членовите на мисиите на државата членка во Брисел се само мал дел од мноштвото армиски, полициски, безбедносни и политички функционери кои треба да го поминат НАТО ветингот. Povjerenje je u tom slučaju ključ. Dakle, vi morate napraviti takav odnos sa NATO-om da NATO se uvjeri da institucije sistema u Makedoniji, prije svega Agencija za razuznavanje i novoformirana Agencija za nacionalnu bezbjednost, kvalitetno, profesionalno obavljaju svoj posao, da im NATO može vjerovati, da kada oni pošalju svoje podatke jednostavno u NATO, da znaju da je to i da nemate kasnije problema. U ovom momentu negdje postoji očigledno neki problem sa Makedonijom, jer vojni predstavnik u NATO još uvijek nije dobio taj clearance i evo čeka se, koliko ja znam i imam informaciju, skoro godinu dana na to, tako da negdje treba vidjeti šta tu škripi i o čemu se tu radi da bi se jednostavno te stvari ubrzale i da se te stvari više ne ponavljaju. Во декември минатата година шефот на државата и министерката за одбрана објавија дека се усогласиле полковник Зоран Секуловски да биде воен представник во НАТО. Цела година по неговата промоција Секуловски се уште е во Скопје. Поради доверливоста на процесот, нема официјална потврда дека причината за тоа е недобивање безбедносен сертификат од НАТО. И ако е така, кои се причините за тоа?
Ова е табло со сите армиски генерали во моментов. Од нив, Горанчо Котевски наскоро ќе замине во пензија. Дали и кој од другите нема да ги помине проверките на НАТО, јавноста можеби никогаш нема да дозне официјално, освен посредно преку евентуално нивно распоредување на позиции на кои не би имале допир со чувствителни информации. Можеби и затоа, антиципирајќи список на неподобни за Брисел, председателот Пендаровски неодамна промовираше двајца нови генерали – Симеон Трајковски и Бесник Емини. Уште поинтригантно е дали сите што треба од ова табло ќе добијат НАТО сертификат и што со оние што ќе останат без него. Основното и средното образование се задолжителни во Македонија, но во ромските населби само 3/4 од децата на соодветна возраст тргнуваат во прво одделение, помалку од 2/3 продолжуваат во шесто, а околу 1/3 се запишуваат во средно. Поразителни се и податоците од пазарот на трудот. Позитивните примери како Тефик Махмуд, кој стигнал до стипендија од Универзитетот Оксфорд, ги храбрат сонародниците да не се откажуваат и покрај сите пречки. Славица Филиповска. Седам шишиња, 15 плек. 350. Овој пат кој секојдневие за младиот Сезгјун го води до заработувачка колку да преживее. Има 17 години. Основното образование го заокружил во Битолскиот завод за рехабилитација и од тогаш се приклучил на татковата професија. Меѓутоа, да продолжил средно образование, немал финансии, нормално веќе самите гледате како живеат од пластикови флаши, по континери, по ѓубре што цел ден оди, секој утро и навечер, одат по континери, по канти. И јас вика сум млад, сакам да се дружам со моите другари, да учам школа, да имам мој џепараз, да си имам моја девојка, али меѓутоа, значи немам и затоа морам со татко ми, со мајка ми да работам по канти, по континери, по ѓубришта. И татко му би сакал Сезгјун да заврши по високо образование, но приоритет на семејството, особено за време на полицискиот час поради коронавирусот, било да има барем еден оброк на ден. Стварно се нема. Мора да признавам грешка, дека дури и на тоа време искачаме ние. Значи се пазиме многу. Значи мора да искачаме. Мора. Оти нема јадење, нема пиење. А иде месец, доаѓа месец, мора да се плати кирија, нема од каде. Во соседството, врсничка на Сезгјун наместо во училишна клупа, денот го поминува помагајќи на својата мајка. Таа е посрамежлива пред камера. Зошто не оди во школа? Па немам од куде да го школуjem. Немам. Во Кумановската населба Средорек повеќето млади денот го поминуваат во безделничење. Сите што ги прашавме, иако се на возраст за средно училиште, кажаа дека не се запишале. Во невладината Рома Верзитас одамна забележале дека многу деца не се запишуваат во средно, па директно помагаат да ги вратат во образовниот процес. Прво, почнале со стипендии за високо образование, а подоцна 100 средношколци завршиле средно образование со нивна парична помош, туторство и совети за кариерен развој. Рома Верзитас се грижи средношколците да ја добијат соодветната пракса. Сепак, го следавме уписот на средношколците роми во средното образование и видовме дека афирмативната рамка за упис на средношколци роми во актуелните училишта не секогаш и сега да се почитува. Ми имавме дури ситуации каде што средношколци не можеа да се запишат во посакуваната струка и да се потенцира афирмативниот пристап на еднакви шанси и поради тоа се демотивирани. Со помош на Рома Верзитас, младиот Надир годинава ги привршува студиите по дипломатија. И тој сведочи дека патот не бил лесен. Ми беше потешко да се социализирам, не бев многу мотивиран, на самиот почеток не бев доволно прифатен, откако нели се докажав, јас им докажав исто така, дека сум исто како и сите други. И
Исто така, Рома Верзитас многу ме мотивираше да го продолжам моето образование, односно високо образование. Видов дека не сум само во оваа борба, дека има уште многу други како мене и дека заедно можеме уште повеќе. Според податоците на УНИЦЕФ кои ги користи Рома Верзитас, само 36,9% од ромите успеваат да стигнат до диплома за завршено средно образование. Или, од секои 100 деца, 5 оделение ќе завршат околу 79. Дел од нив или воопшто не го продолжуваат образованието, или ќе се откажат во погорните оделенија, па деветолетка ќе завршат само 56 на секои 100 деца. Во средно не продолжуваат сите кои ќе завршат основно, па диплома за средна стручна спрема ќе зема само 37 на секои 100 роми. Колку деца воопшто не почнуваат основно образование и колку од нив се роми, прашавме и во Министерството за образование. Оттаму ни одговорија само дека знаат за 2029 незапишани деца во основно образование и дека немаат статистичка евиденција за етничката припадност на децата. За средно нема податоци. За тие 2029 деца кои по закон мора да посетуваат училиште, се поведени само 194 управни постапки, со кои родителите би можеле да добијат казни. Од ресорното министерство велат дека само во толку случаи родителите го прекршиле законот со незапишување на децата во училиште. За останатите околу 1800 според МОН, утврдени се причини како иселување, запишување порано во училиште или во друга општина, смртност и така натаму. Од ресорното министерство велат дека работат на проблемот со учениците роми кои потекнуваат од социјално загрозени семејства. Втора година поред со нив и со децата без документи, работат образовни медијатори кои практично објаснуваат зошто е важно да се посетува училиште. Образовните медијатори спроведуваат редовни средби за сензибилизација на населението и вработените во основните училишта, со спецификите и потребите на ранливите групи во делот на образованието. Редовно соработуваат со стручните соработници и со наставниците за подобрување на постигнувањата на учениците. Преземаат активности за намалување на напуштањето на воспитно-образовниот процес на учениците. Но во пракса, невладината Рома Верзитас регистрирала деца кои, иако веќе запишани, одлучуваат да ги напуштат училиштата. Сега не можам да кажам наставници и директори дека се дискриминаторски насочени кон учениците, меѓутоа не преземале ништо. Во врска со тоа, тие деца нема, како што кажав, пристап до чиста вода, значи нема услов секој ден да се тушираат или да се бањат. Тоа им сметало на одреден дел од учениците. Знаете како се децата. Тоа влијае многу на самодовербата на тој што е дискриминиран. И со тек на време детето не сака да оди во училиште. Од Министерството велат дека работат со наставниците за да го олеснат образовниот процес за етничките заедници, особено кај ромите кои имаат проблем да ја совладаат наставата поради бариери во јазикот. Пред се, да организира дополнителна настава за тие ученици. Во планирањето на наставата да предвиди посебни активности, методи за работа со тие ученици и да предвиди прилагодени техники, методи и начини за проверување на постигнувањата. Не се создава и не се стимулира кадар, а со тоа и нови работни позиции за наставници роми. Исто така не се работи на литература. Во неколку општини се изучува ромскиот јазик, но само на факултативно доброволно ниво или пак како изборен предмет, а не задолжителен. Решение на проблемот МОН гледа во целосна инклузивност на образовниот систем, зашто велат дека веќе се усвоени серија акти. Дури на оние што го поминале задолжителниот образовен процес, не им било лесно да најдат работа. Ајсена Елези од Куманово имала услови да заврши средно медицинско. Работа по струка не нашла, иако заедно со другарка направила вистинска потрага по работно место. Сега е дел од невладината Национален ромски центар. Дојдовме во Национален ромски центар, памтам како денес, направивме CV и идевме од продавница до продавница. Нема кај што не побаравме работа и од цело Куманово ни еден се нема јавено. Ни еден. Јас мислам дека повеќе влијае скриената дискриминација и многу се поголеми стереотипите и предрасудите отколку дискриминацијата. Например, тие на нас не ни рекоа не може да ве примиме затоа што не сте убаво облечени, затоа што
имате друга боја на кожа или затоа што сте роми. Тие така индиректно само ни кажува ќе ви се јавиме. А ние не добиваме никаков одговор. Националниот ромски центар е невладина организација која пружила заштита на околу 250 млади роми. Ги учат на основните јазични и компјутерски вештини за полесно снаоѓање во животот, а ги поттикнуваат и на младински активизам. Добар дел од активностите сега се на пауза поради пандемијата, но и претходно исходот не бил секогаш пријатен. Младите се тотално у една блокада на размислување, на позитивност. Ние имаме млади каде често сме принудени да разговараме по неколку часа и преку Skype за да ги вратиме со волја. Ни се случи и заминување во некои од блиските земји. Има млади кои заминуваат во Босна и викаат дека подобро живеат во Босна отколку ако останат тука. Во базата на Агенцијата за вработување, само годинава како невработени се водат 14.208 роми. Споредено со другите помали етнички заедници, ромите се најбројни по невработеност и покрај тоа што според последниот попис не се најбројната помала етничка заедница. Како ранлива група, ромите се квалификуваат за оперативниот план за активни програми и мерки за вработување на Агенцијата за вработување. А за фирмите да вработат луѓе од ранливи категории, државата ги стимулира со неколку мерки. 19.000 денари за вработување роми, лица без образование или припадници на други ранливи групи. На тој начин, годинава се вработиле 76 роми. Грант од 200.000 денари за опрема ако се вработи лице од ромска етничка заедница или други ранливи групи. Со програмата за самовработување, агенцијата поттикнала 38 роми да отворат свој бизнис. Агенцијата пред пандемијата организирала и обуки за зајакнување на капацитетите на активните баратели на работа. Директорот на АВРМ, Абдуш Демири, вели дека не ги чекаат припадниците на ранливите групи сами да побараат помош, туку и институцијата со помош на UNDP ги информира на терен за опциите на пазарот на трудот. Роли tyre është që të motivojnë dhe të informojnë rregullisht ata rreth mundësive të punësimit ose të përmirësojnë kapacitetet e tyre profesionale. Но невладините обвинуваат и за друга појава. Имаме и такви случаи што на ромските места се вработуваат други лица кои се декларираат како роми. И тоа е изгубена доверба. И покрај сите премрежја, упорноста може да даде резултати. Ова е Тефик Махмут од Шуто Ризари, кој добил стипендија од престижниот универзитет Оксфорд и станал магистер за миграции. Махмут вели дека клучна улога во неговиот развој имале родителите, иако починале кога имал 8 години. Ми дадоа и како добра примарна социализација. Врз основа на таа примарна социализација, всушност тоа ми беше импетусот позади се што имам направено во делот на образованието во мојот живот. Образованието го започнал во основното училиште во Шуто Ризари, но основното образование го завршил во училиштето Кирил и Методи. Продолжил во гимназија, а потоа добил стипендија на Европскиот универзитет во Скопје. После моето дипломирање работа во меѓународна јавноправна организација и од кога се стекнав со некој меѓународно правно искуство, после тоа аплицирав во Оксфорд. Не, ништо. Искрено, ја немав ни во алтернатива, као, знаете, ако не добиваш стипендија од Универзитетот на Оксфорд, ќе отидеш, не знам, во некоја невладина организација или фондација ќе бареш, или као трета или четврта алтернатива ќе ти биде државата од каде што доаѓаш. Не ја ни инкорпорирав во таа некоја алтернативна листа што имам. Затоа, имајќи ја во предвид политичката култура што имаме во државата, знаете, ако државата како таква каде што може да ти помогне, не ти помага, замислете за нешто што е дополнително, не знам, дополнителен товар на нејзиниот државен буџет. Секако дека за такво нешто ќе ти требаат и врски и луѓето се на високи позиции во државната власт и други работи поврзани со истото што јас како дете без родители од Шуто Ризари секако дека ги немав. Поради пандемијата и Махмут моментално е во татковината. Работи за меѓународна организација, а гласен е и во борбата за правата на својата етничка заедница. Пред Уставниот суд ги спори амандманите со кои се озакони далечинско учење, оти сите деца немаат пристап до потребната технологија. До народниот правобранител пак реагира што Министерството за култура нема вработено ниту еден ром.
Соодветната застапеност и правичната застапеност е законска и уставна обврска. И пошто е законска и уставна обврска, уште еднаш не може и не сме да биде предмет на индивидуален избор, предмет на индивидуална, политичка одлука кој што на некој што е горе или на некој што формира администрација да му текне дека не треба да ги инкорпорира ромите. Сите треба да бидеме инкорпорирани. Особено ако станува збор за мултиетничко или мултикултурно општество како што сме ние. Од една страна и од друга страна, особено ако Македонија сака да биде дел од Европската унија. Знаете, предуслов за да бидеш дел од Европската унија треба да исполнуваш неколку услови. Едно од условите се Копенхашките критериуми, кај што децидно вели дека треба да се почитуваат и да се подобрува ситуацијата на малцинствата, меѓу кои се и ромите во нашата држава. Тефик ги мотивира младите да не се откажуваат. Ути алтернативен пат за успех, освен образованието, вели, нема. Ако навистина посакуваш нешто да направиш, мислам дека не постои бариера што не можеш да ја отстраниш во твојот живот. За 2 дена учениците ќе заминат на зимски одмор. Распустот остана во предвидениот термин, иако почетокот на учебната година доцнеше 1 месец. Какви се искуствата од изминатите 3 месеци комбинирана настава, како се снајдоа наставниците и како се прилагодија учениците, од сторијата на Галена Николовска-Ризвановиќ, работена во соработка со Јужне вести од Ниш. Учениците од 4-то одделение па нагоре ова полугодие не добија можност да следат настава во училиште. Им беше дадена опција да учат онлайн, но 40.000 ученици во земјава немаа услови за тоа. И тие сака да ода во школа. Нема таблет, стоја трча по улици. И за школото обеќаваа ќе донесет и нема донесен уште. Новата влада уште на првиот школски ден соопшти дека не може навреме да купи толку нови уреди. Постапка за набавка на 40.000 компјутери, веројатно со сите детали внатре, согласно искуството, трае некаде до април месец. И ова не е лесно. Во соседна Србија секое семејство можеше да избере дали ученикот ќе оди во училиште или ќе учи од дома, но и таму се импровизираше. To znači da su svake druge nedelje bili uskraćeni za likovno i muzičko, za koje smatram da su jako bitni predmeti u najmlađem uzrastu kod dece. Првото COVID-19 полугодие помина. 360 степени во Македонија и Јужне вести во Србија проверија како. Во новогодишен амбиент, но пред празни клупи и столчиња, наставничката Сонја Апостоловска-Трајковска ги одржува последните онлайн часови за оваа година. 4-то оделенците од подрачното училиште Наум Охридски во Скопското село Црешево се подготвуваат за полугодишните оценки. Оценувањето ќе биде онлайн, но доколку некој од учениците изрази желба, може и во училница со физичко присуство. Оценувањето е секојдневно, значи формативно оценување преку устни одговори, преку домашни задачи, она што најмногу јас го вреднувам, значи постојано, активно, трудолюбиво работење на домашната задача, која што секако представува и проверка на знаењата од секојдневната заедничка работа. Предпразнично наставната програма е прилагодена тематски, но часот секогаш не одимазно. Добро, сега ќе ви прочитам еден краток текст. Може? Ќе ме слушате? И кај мене е текстот. Го немате во учебник. Недовршена приказна за една зимска ноќ. Се слушаме? Да, наставничке. Градските улици беа покриени со снежна покривка. Студената зима паѓаше на незините прозорци. Може од почеток кога читате ми извели интернетот, ништо не ме слуша. Ништо не ме слушна? Добро. Проблемите со интернетот се едни од најчестите пречки во наставата со кои се соочуваат овие ученици. Задачите ги праќам на националната платформа, меѓутоа често пати учениците велат дека не се во можност да ги прикажат, заради тоа што им е можеби спор интернетот и самите тие наоѓаат начин да ми ги пратат домашните преку Messenger, Viber. Од 18 ученици во одделението, тројца немаат ниту таблет, ниту лаптоп, па наставата ја следат преку мобилен телефон. Имаат потешкоти, значи не може да бидат вклучени во сите активности што ги нудат платформите и сето она што го нуди интернетот, но тие дечиња имаат устна комуникација со мене и работат на своите тетрадки дома. Го користат оној дел на чет во Teams-от, па споделуваат, пишуваат тука, споделуваат слики, значи сепак и тие на некој начин се
се вклучени. Училиштето во Црешево е подрачно и има 100 ученици. Децата од прво до трето одделение одат на настава во училница, но за погорните одделенија немало услови да се овозможи физичко присуство. Тоа за дел од жителите представува проблем, бидејќи не успеале да обезбедат уреди за следење онлайн настава. Како е со интернет, компјутери имате? Нема нити интернет, нити компјутер, ништо. Па како учи? Па иде таму кај еден зет имам, кај него оди. Нашиот соговорник вели дека семејството побарало од училиштето да им обезбеди компјутер, но не добиле. Дел од жителите пак велат дека се снашле и самите обезбедиле уреди. Само во школа деците ова не го биаше. Па добро, деца се супер, дома си стануваат на време, си прават тоа обичајот. Имат тие компјутери, имат по телефоните, све тоа. Од што учат, од телефон или од компјутер? Баш не сум гледал, кога не да кажам права, но тука смо исто куќа. Централното училиште на Охридски се наоѓа во селото Булачани. Со двете подрачни во Црешево и во Раштак има вкупно 350 деца. 1/3 од нив наставата ја следат со физичко присуство. Од тие 126 ученици, само еден ученик работи со печатени материјали, заради тоа што родителот се изјасни дека не сака детето да присуствува физички во училиштето. Сите други ученици редовно ја следат наставата. Имаме многу мал број ученици кои што биле изолирани или биле позитивни на COVID-19. Во последно време тоа отсуството се движи со некои бројки помеѓу 1 до 5 ученици, што значи дека е многу мало во однос на вкупната бројка. За следење онлайн настава, директорката Димишковска вели дека помогнала општината Газибаба. Локалната власт поделила 37 таблети за семејствата од социјално ранливите категории со ниски примања и повеќедетните семејства. Но уредот не е единствената пречка до образование. Интернет провайдерите во подрачјето каде што обстојува основното училиште на Охридски имаат прилично застарена инфраструктура и квалитетот на интернетот е всушност ADSL линија која не покрива баш онолку upload колку што бара еден наставен процес за да може да се реализира со 4 паралелки одеднаш или да работат повеќе наставници во истовремено. Чекорот на Газибаба да подели бесплатни уреди таму каде се неопходни го следеа и други општини откако државата не успеа да купи за сите ученици на кои им треба. И покрај тоа, се уште има ученици на кои им се потребни. Најдобар доказ за тоа е Борча Стаменов од Кавадарци, познат по Facebook иницијативата Донирај компјутер. Планот ми е до нова година барем да стигнам до 600 компјутери и со тоа да завршам така наречена мојата 6-та сезона на Донирај компјутер. Мотивиран од самохрана мајка која немала компјутер за децата, Стаменов во 2016 година почна да поправа стари компјутери и да ги донира на оние кои им се најпотребни. Од почетокот на пандемијата и онлайн наставата, неговата работа забрзано расте, па се повеќе граѓани, компании и амбасади му испраќаат пакети со компјутерска опрема. Значи има машини кои што вие позади, буквално нема потреба од никаква интервенција, нали? Дури доаѓаат и со инсталиран оперативен, ми требаат едно 10 минути да ставам тоа што треба. Некои машини бараат нели додатна диагностика. Но можам да кажам дека од 40 до 50 минути за една машина може да се изгубат. Значи обично гледам да не губам многу време. Семејствата што бараат компјутер му испраќаат податоци на Facebook, а критериумот за да добијат е потврда дека се со ниски примања, невработени, самохрани родители или во друга социјално ранлива категорија. Предпразнично со компјутерот има и новогодишно пакетче. Фидбекот што се добива е прекрасен, значи не се опишува тоа со зборови. Последно време некако тренд стана оние што добиваат компјутери, некои пишуваат песнички, некои цртаат семејни слики со Донирај компјутер у средина, примал видеа, буквално некој ми пратил некоја 4 пива као фала, што беше доста интересно. А дали донациите го решија проблемот на 40.000 ученици кои немаа услови да следат онлайн настава на почетокот на учебната година? Од Министерството за образование велат дека бројот е намален.
Околу 8.000 ученици наставата на далечина ја следат на националната телевизија преку емитување на 15-минутни часови на македонски и албански јазик. Дополнително, наставниците беа во постојана комуникација и доставуваа печатени наставни материјали на учениците кои не беа во можност наставата да ја следат на далечина. Со посветена заедничка работа, МОН, општините и општествено одговорни компании за исклучително краток период успеаја да го намалат бројот на ученици кои немаат уреди и да обезбедат континуитет на образовниот процес во услови поразлични од претходно. Со комбиниран модел на настава почна и учебната година во Србија. Разликата во споредба со Македонија е што сите добија шанса да бираат меѓу физичко присуство и онлайн настава. Она што е исто е што и таму властите се задоволни од крајот на првото полугодие. Учениците се веќе на распуст, а надлежните велат дека успеале навреме да обезбедат услови за следење на часовите на далечина. Па Министарство е благовремено поделило таблете, телефоне, појачало интернет мрежу, а баш таму оним, да кажем, ретким случаевима, ишле су папирне верзije и наставник je obilazio lično decu. Govorimo o ruralnim sredinama i tamo gde po jedan učenik, dva eventualno i tako dalje. Во училиштето Свети Сава во Ниш има повеќе од 1000 ученици. За поголем дел од децата кои немале, биле обезбедени таблети и телефони за онлайн настава преку различни проекти за правата на детето. Значи, сви su dobili materijale, troje učenika, trojica u stvari, koji su zaista iz jedne vrlo socijalno ugrožene porodice, pa su imali problem kod kuće da nemaju ni struju, ni vodu. Za njih smo svakog dana štampali materijale, oni su dolazili ili svakog drugog dana već u dogovoru sa nastavnicima i stručnoj službi su nastavnici ostavljali. Oni donesu to što su završili, a što dobio štampani materijal. Но најголемите проблеми во Србија беа во училиштата каде поголем дел од учениците се одлучија за физичко присуство. Бидејќи беше ограничен бројот на ученици во еден клас, се направија многу одделенија, па на некои деца часовите им почнуваа доцна попладне. Едно од решенијата да не се седи во училиште до полноќ беше кратење на часови. To znači da su svake druge nedelje bili uskraćeni za likovno i muzičko, za koje smatram da su jako bitni predmeti u najmlađem uzrastu kod dece. Ono što je takođe pogubno za decu je to što su bili uskraćeni za časove fizičkog vaspitanja, koji su neizmerno važni za decu u razvoju. A ono, čini mi se, što će možda za njih da ostavi i neke veće posledice je to što, evo, već skoro godinu dana se sa polovinom svog odeljenja ne druže i ne viđaju. Ова полугодие не беше предизвик само за Балканот, туку за целиот свет. Нема готови решенија, а ова беше можност и надлежните да научат нови лекции. Како во второто полугодие да нема деца кои не можат да следат настава. Реклами па саботажа. Ова е последно наше издание во оваа година, следното е на 18 јануари. Убави празници!